Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Ajde dobro! Zdravi živi na zdravo! Dobro večer, dobro društvo! Koje je povodom za jedno ovakvo sobiranje? 70 години на газда Веле Николовски. Če može da započneme со песна? Може. Ajde, ako se... Majstor Dule, ajde! Ajde, majstori! Majstor Dule. Ajde, majstori. Bravo Dule, bravo!
еве го авторот на оваа убава песна, Петар Ѓоргиев Калица. Кога ја напишавте оваа композиција? Па ова композиција ја имам напишано некаде 88 година, мислам, тука беше. И наредната година, 1989, за прв пат се изведе во Валандово, во изведба на Октето Македонија и таму ми беше доделена трета награда од стручното жири. Која беше инспирацијата за неа? Па инспирацијата беше воопшто Битола. Битола. Дали имате и други песни напишани за Битола? Па имам поприлично, мислам, конкретно кај што се споменува Битола како тема во песните, меѓутоа воопшто сите мои песни се на некој начин инспирирани од Битола и на некој начин сепак во сите песни присутна е Битола. Така, тоа е добро познато, но сакам вие да го кажете и на крај да ве запрашам дали и натаму Битола и чаршијата ќе бидат предмет, односно да речам мотив и инспирација за ваше натамошно компонирање на убави песни како оваа. Па да, секако, мислам, има некоја магија што не води не само на полето на музиката, сликарството, поезијата и така натаму, има некоја магија во Битолата што не тера, што не води да... Да, љубовта кон градот. Да, љубовта кон градот. Благодарам. Benim adım Çalı Kuşlu. Ова место се викаше некогаш Интифа, името останало и денес, а некои го викаат и Дембел чаршија. Го замоливме да ни каже што значи сетото примариус доктор Димитар Котевски, иначе познат битолчанец, долгогодишен офталмолог и директор во болницата, а и човек кој што прилично знае за минатото на Битола. Денес се наоѓаме на местото Интифа, тој целиот овај простор од поред реката Драгор, од двете страни, плоштадо, некогашни Опек Песпазар, и овај дел од оваа страна се до Исак џамија. Интифа. Многу пати се прашува од каде тоа име. Името е по мнението на повеќе лица кои што се занимава со етимологијата на тие зборови, доаѓа од арапскиот збор интифада. Интифа, значи место за разговори, за преговори, за договори и така натака. Значи, ова место било познато со тоа што во турскиот период имало и од едната и од другата страна така наречени кафеани, во кои повеќето луѓе, во главном од турска националност, седеа, тераа сеир и уживаја. Тогаш коритото на реката Драгор беше доста уредено, беше чисто и бидејќи имаше голем пробив, голема аерација по реката на Драгор, во летните и во жешките денови беше најпријатно место за седење поред кафеаните. Кафеани имаше и од едната и од другата страна на реката Драгор, а овај као и мали други дуќанчина. Јас ќе го изложам она што јас као дете, као ученик кога одев у гимназија во тогавашна Краљевина Југославија, имав забележано и она што моите дедовци и некои постари луѓе ми го прикажува за овај дел. Дело што поваѓа од мостот на Амди Сладкаро, па све до нагоре беше поред Драгор, имаше кафеани, по некој дуќан со книжарски материјали и
имаше неколку канцеларии на адвокати. Една од познатите адвокатски канцеларии, кој што се најдуваше поред реката Драгор, овде од десната страна, тоа е адвокатската канцеларија на адвокатот Дивац, Миленко Дивац. Исто така и од другата страна имаше ред на кафеани кои што се ширеа нагоре по кажувањето на некој беа се со повремени прекиди, бидејќи имаше и стамбени згради, се до каваци. Зошто овој дел е многу интересантен? Интересантен е затоа што кафеаните кои што беа поред реката Драгор, во главном најповеќе доваѓа турци. Во турско време доваѓа турци. Турците, поготово оние што има други приходи, што беа синови на бегови, на аги, на нивни државници, кајмаками и така натака, доваѓа тука и го безделничеа, изиграва кабадахи, го безделничеа дено со седење. Интересно е тоа, покажувањето на постарите луѓе, да сите маси беа со мермер. Често пати се случуваше и такви ситуации каде со наргил се пиеше или се пушеше наргиле, тоа беше омилен пијалок или омилено пушење на турските бегови и на младите луѓе кои што безделничеа, али истовремено се собира и малку по возрастни луѓе кои што беа тогаш на власт. Можам да кажам да на ова место, овде пред Исак џамија, турските судови донесува често пати одлука, тоа беше за граден дел, како што кажува, донесува одлуки за судење на македонски револуционери или на други лица, а после седнува поред тие кафеанија да разговарат тие кадиите или судиите. Интересен дел е тоа што овој дел од овде па све нагоре се најдува и сите поважни институции. Тука се најде Сарајо на Балијата, се најдуваше укјумато, се најдуваше судиите, судството, седиштето на кајмакамо и така натака. Значи најважните установи кои што управуваа со градом. А исто така треба да нагласиме да овој дел од кај Амди, од мостот на Амди, па све нагоре во главном беа населен повеќето со турци и богати лица како бегови, аги. Една маса стално беше зафатена и таа маса ја чува кафеџиите кои што служеа кафе, чај и ратлук, или, односно локум на македонски. Една маса секојот беше празна и никој не седнуваше. Во неја седеше само баш полицо, Саид Ефенди. Таа беше за него и за некои негови пријатели. Во врска со овој дел, кој што е посебно интересантен, бидејќи е место за разговори, за преговори и така натака, послабо идеја наши немуслимани, значи славјански живеел, македонци, да седат во овие кафеани. Мислам за во турско време, кога уше нашиот народ беше раја, уше беше подчинет без никакви права. Има една приказна која ја слушав као дете кога седев на дуќано кај татко ми, старите дедовци ја кажува, беше некој многу богат бег, кој што ништо не работеше, бидејќи сите беа чифлик сајби, имаа чифлици, каде за ним работеше македонското население, а они само ќе дојдеа ќе го собереа плодо и уживаја. Познат беше тоа што секој ден од сабајле ќе излезеше, ќе седнеше ќе го пиеше кафето, ќе му го донесе наргелито, често пати ќе дојдеше бербер тука поред Драгор да го избричи, а и секој ден неговите чевли, јемени, така наречени, доваѓаше
посебно чистач на чевли да му ги чисти. И секој ден, вика, чистач му велеше, кога ќе му платеше, ќе му речеше, ти си цар на царовите. И Бего уживаше. Еден ден, подолго време го нема Бего и се запраша овој чистачо, бидејќи имаше стален хонорар од него, вика, каде се ожене. По еден месец Бего, ево, почна доаѓа. И он очекува се, оти овој ќе го поздрави, да е он цар на царевите, му вика. Зборо на чистачо беше, како си роб на робовите. Овој се налюзе, како роб на робовите. Така, сега имаш фамилија, ќе имаш деца, ќе имаш се ожене, не можеш да бидиш цар повеќе. Ќе бидам цар. И почна да се клади со пријателите. Ќе оставам жената, и ја оставе. Помина после известно време, му кажува на чистачо на чевлите, оти ја оставил жената. И што станува сега? Овој наместо му рече, сега пак ли сум цар? Не, сега резил на резилоците си. Тоа е една приказна која ја кажуваа нашите стари луѓе за тој дел од оваа чаршија. Оваа чаршија бидејќи... Чаршија беше, така се да кажете, што беше чаршијата? Оваа чаршија... Момент, Овај... момент, нека ти кажам, ајде, може. Во овој дел на Интифа, уште ја вика малку со така иронично име Дембел чаршија, затоа што оние кои што не работеа ништо, кои што ужива, секој ден беа тука, седеа, правеа сеир, често пати играа табла, пушеа наргиле и воопште не работаа, бидејќи имаа приходи од нивните чифлици, од нивните имања кои што други за ним работеа. Интересно е да овој дел нагоре, одеше се дури према предело на Каваци, кај што имаше едно така поголемо место, кај што имаше и кафеани, ами имаше и анови, така да кираџиите, тоа беше многу развиено во туристички смисел, затоа што караваните од Албанија кои идеа сите одседнува. Тоа е онде кај Целмост? Да. Тој е тој дел, разбираш, одседнуваа таму, они се служеа со храна во меаните, тука и ги оставаа караваните, кои што и за ним имаше, разбираш, специјални простори и штали, и седеа во кафаните, склучуваа договори, беше важен као туристички дел во тоа време. Митко Велјановски е еден од постарите битолчани, кој што ќе ни каже за функционирањето и за постојањето на таа Дембел чаршија. Меѓутоа, кога велам стар, тоа не значи дека е стар, зашто тој има само 88 години, меѓутоа се смета како стар битолчен, затоа што и родителите му биле од тука и прилично стекнал веројатно знаење и искуства и од ними, а и тој самиот, бидејќи, да речам, цел живот го поминал низ градот. Овде прво најчошо беше Димко Пандаро, продаваше весници. Можеше само да се расипи илјадарка кај Лазо Тутунчета, кај Димко Пандаро и наванка. Тоа со пари таму може да се ве. А одма овај Москов што дели одма направо, тука беше Десојцо. Тоа беше последно кафе, кај што Десојцо му гледаше на некому загинало крава, болен, едно друго му кажеш. Многу работи му погодваш и затоа лието тоа. А тоа го знам сигурно, ти бе тука војник јас во Битола и од тука наместо да одиме на Набања, така баравме ќе одиме Набања, ама одевме тука, тие ќе дојшев оде кај Десојца, после јас си одев Набања, кај еврејската бања, таму се капевме. И тоа. А ова поќе го знам од тоти 30 години учев гимназија јас. Во горната гимназија, кој се правеше банката, Народна банка. И почнуваше од кај Димко, па нагоре имаше тука 4 кафани. Кафани. Кафаната прва беше ова што беше на Десојцо, да, што вика кафаната, после имаше наредено 3. Ачив,
онај што беше кафеџијата, до него беше Кочо Даскало и трета имаше таму. Сите седеа тука, се береа по богатите. Најбогат беше меѓу ними Сади Беј, тука, собројниците, како се играше, Ајдар Беј и тие таму седеа тука. И тука овдека имаше една ограда, поред Драгора, и огледа тука си седеа тие и си пиеа чај. Чај пиеа, многу црн чај, со малку шеќер. И сите ние си викам, види бе, летно време сега овие чај пие, ама тоа си имало свој рабија, што ти. Ние пак како деца или кога другите пиевне, горешни написе вода и само потнефни. А тие си пие чај рабјаш ни потнеа ни ништо. Десоето беше турчин и од Десово, и така го доби името? Да, тој беше од Десово, а сину беше имаше трокерај, до Безистено. Десојцо беше оттаму потекло, а син му беше тука трокерај. Трокерај е тоа што везе жената, тој како му носеше како штембил. И по штембилу рибјаш си везе. Кај треба син конец, црвен конец, што каја перничина, чаршафи. Тој видовит беше? Татком беше видовит, Десојцо. Али и тој нешто се занимаваше? Не се занимаваше, тој само со трокерајот се занимаваше. А Не, велам стариот Десојцо. Стариот Десојцо беше видовит и има за него малку историја. Кога дојдела Вања од и таа родена во Струмица, во Бугарија што беше. На 11 години чупе ослепело. И е дојса тука кај Десојцо. И кај дојса кај Десојцо му вели, што го носите ово чупе кај мене? Ова поќе знае од мене, орај беше. И му кажува, рече така и така. И вистина таа поќе знае што му кажува. А за него има голема историја за Десојцо. Многу пати еве пример, ќе кажам ја за мене, за мојата фамилија. Брат ми заодел на 6-7 години. И мајка ми како заинтересирана со золва му, се интересира да одат кај Десојцо да му гледа. Арно татко ми и стрико ми рибаш Мило Гајдаже, дошле дома да се напија чашка ракија, ја нема мајка ми дома, кај и баба ми кај Десојцо. И му дошле тука кај Десојцо. Со тоа сакам да кажам ти, тој погаѓаше многу работи. Ошле житни патар поднапиени малку. И во едниот джеп плава ченка, во другиот јачмен, таму граори и не друго. Ако погоди што има во джепоите, знај. Ако не погоди, пиштоло е тука. Уште кој да ребјаш, кога да влека канот и него беше кафаната тука што беше кај Десојцо, имаше посебно одење кај што тој гледаш. И што дево више кој што иде, уште кој гледаш што бе, се фалте со пиштолите. Ти во тој джеп имаш ченка, во тој имаш граор, во тој имаш јачмен. Му погоди. Мора е баго мајка да се знае и така си ошли. Значи од Куртул, од Куртул од пиштол ребјаш. Како умре на колку години? Десојцо не знам кога. Десојцо стана историја со умирачката него. Кога дојде онако беше да не речам првото ослободувањето, имаше луѓе, не сакам да именувам тие, што ојдоа кај него. Од овие што беа порезани за да платат како данек на промет. И не плаќа, меѓу ними, што знам, тројца никак. И ојдоа кај него. Кај Десојцо, аман, Десојцо, вака и вака да ни кажеш, што ќе биди со овие луѓе сега што дојдат новите. И тој му кажува, рабјаш му вика, слушај, овие 3 месеци, најмногу 3 години. И овие што беа, дека не плаќаме, ко 3 години ќе издржиме. Разбираш, и не платиле. Ама кога дојде, Митко му кажа, на крста на Јанко, овој на Петко, рабјаш таму и сед. И го разбара, рабјаш, него и го викнеа Десојцо, и го затворија. И сега што направи со него и после неколку месеци ќе умре Десојцо. Добро, ама легендата за него уште легендата си стои забиточено ти Десојцо беше висина многу познаваш. А со тоа имаше, значи, време што викам со ова, со Вања, што знаеше, таа му рекла дури на брат, но слушај ти брате, таа кој чубе мала, ти брате ќе се жениш за Србинка, ама со деца. И вистина се оженили со деца, ребеше. Затоа рече Десојцо ти таа Вања поќе од мене знае, поќе видовите. Ја предвиде, рабиеш. Добро, од кај излезе името за Дембел Чаршија, за дембелите? За Дембел Чаршија излезе името ти овие ништо не работе. Што бега како што спомнав Сади Беј, Ајдар Беј и други богати што бати во Битола имаше многу богати турци. Тие седа и со бројниците си играе тука и си пие чај. И кој ќе помине тука гледа кој помине што помине. Оти ова беше најпрометна улица. И за децата во гимназија, и за општината, и за други нешто. Тука дивизијата после правена 36 година, збораме за порано уште. Оти дивизијата трае 36 година правена. А тука беа карши накаш. Нови Париз, Стари Париз и Насте. Локацијски овде до кај се протегаше чаршијата? Чаршијата од кај Димко Пандаро што беше чекмачето задење за кај Десојцо, се довере до општина, овај судот, други окружен суд. Тука беа тие 4 кафани, ама беа
со ред наредени. Имало некоја проверка дека дали се дембели или не се? По тоа се рачунаше дембелот и ништо не работа и си седе, само пие чај. Така. Оти беа богати. Меѓу ними имаше и други, еден што вика Краваро, сејше тој кечинар, тука се бере и оти. Си имаа момци што работеа за ними. А онај Вицо со пожаро за дембелите? А тој Вицо со дембелите, тој беше имало старски дом, како е нашиот што е тука старски дом. И собрали таму сите мрзи, дембели едно друго, што да и врзи рана. И тој бего рекол, нека умре таму, нека рана едно друго. Ама некој да беше овие се здрави, што да дираними, а бреше што да му прави едно друго. Јас ти кажам што, ќе запалиме решото од зградата. И ќе ви проверат кој ќе виси ден. Рече ако се кој дембелите ќе остане, ако се тие другите што не се дембели ќе бега од огна. И го запалува озда вика некој, абе бегајте, рече гори, и овие нека гори, бе, не ти мака што збораш. И така ше прави дембели и остане радиш таму, нека гори само да не оде на работа. И видиш одека на шеталиште. Почивак сега. Значи преместена е дембел чаршија сега, ни широка. Преместена е сега, кај Магнолија, тука ќе видиш. Сега да си зема пензија или помош таму како зема. Тоа е. Никола Ивановски, историчар во Заводот и музеј галерија и негов долгогодишен директор кој што учествувал во обработка и разработка на повеќе проекти за чаршијата, а исто така дете, како што вели тој, од занаечиска, од чаршишка фамилија, располага со голем број незини сознанија, па беше нормално и дел од нив да ни изнесе. Кога зборуваме за самата чаршија, за битолската чаршија, мора да кажеме еден краток историски прелек на незиниот развој. Ние за прв пат и Битола, како податок, ја наоѓаме во една кратка историја на Јован Скилица и во една грамота на Василије II, византискиот император, каде Битола се споменува како развиена градска населба во тој смисол за тоа време. Трговијата нормално
и во тој период се развива со словенскиот збор трговиште. Во прво време основа му е размената, простата размена на производ со производ и во најголем дел се развивала во манастирските простори, пред манастирите, за да во еден одреден период кога станува постабилна ситуацијата во самиот град, да се развива надвор од зидините на самата крепост на Битола, каде во прво време се развива градот, зашто немаме се уште точни индици на кое брдо и каде таа тврдина била. Постепено се сместува во денесната локација меѓу левата и десната страна од реката Драгор. Во времето на Душановото царство Битола влегува во таа држава еден период, каде исто така се споменува како развиен град со развиена чаршија. Веќе имаме индици дека на ова денешна локација веќе почнува да се развива Битолската чаршија. И сега ќе го следиме периодот од доваѓањето на османлите во Битола. Тоа е период после 1383 до 85 година, кога самите заради бројните манастири Битола нарекуваат манастири или толјо манастири. Од тука веќе ќе го пратиме развојот на Битолската чаршија. Значи ќе патуваме малку низ неа и ќе видиме што ќе ни откриете. Па добро е низ самите улици на Битолската чаршија. Кажавме со доваѓањето на османлите, поточно во 1383 година во Битола, го пратиме развојот на чаршијата со тоа што нормално е како господари веќе. Буквално го завземаат централниот дел на градот Битола, кој веќе како се споменува уште во времето на Душан како развиен град, со тоа што словенското население се истиснува во подалечните делови на градот, и тука се прати развојот со тоа што слободно ќе кажеме дека во овие периоди 14, 15, 16 век имаме слаб развој и е многу теско се движи ширењето на чаршијата, но значаен е за Битолската чаршија особено периодот 18 век, а најзначаен е 19 век. Поточно 1835 година, кога Битола станува центар веќе на Европска Турција или Румелискиот вилајет, во Битола се стационира околу 30.000 армија, воен апарат и така натаму, и за потребите на таа секако административна и воена сила, сакали или не, се развиват многу занаети, се развива и расти, се проширува чаршијата. Или за овој период можеме слободно да ја употребиме бројката на 2000 дуќани, 71 занает од најразлични области, ако во поранешниот период имавме само вообичаени занаети, веќе се јавува занаети кои се попрецизни, попрефинети, за побогати фамилии, за побогато население. Којунџиството се развива, наќито се развива, златарството и ред други занаети кои се применуваат веќе во битолските фамилии. Значајно и за овој период за Битолската чаршија дека и самото словенско население и еврејскиот етнос кој доваѓа во 15 век во Битола, со околу се споменува бројка околу 2000 души доваѓаат во Битола, ги развиваат своите занаети, те го фаќат дело околу улицата Иван Милутиновиќ и делот околу Аврата кај Кантарот. Во овој период позначени занаети или буквално Битола како чаршија живее од прилика 15.000 население со помош на тие занаети и работилници кои едновремено служат и како продажен простор и како занаетчиска работилници. Познати занаети и познати чаршии во Битола се онај дел кај Бенесаат кулата кој го нема во 1948 е срушен, познат како Пекпес пазар, тука се наоѓа Дембел чаршија, Стамбул чаршија.
Во 16 век знаеме дека се гради два безистени, се града Бук безистен или големиот безистен каде се продаваат пресе, префинети стоки или пазар на платна, на различни платна, свили и така натаму. И малиот безистен, за кој немаме податоци, разрушени и така натаму. Многу е значајно за овој период да се каже дека во 1835 година се случува еден голем пожар во Битолската чаршија. Таа е скоро 90% градена од дрвен материјал, дуќани кои се наредени во низа како дрвени објекти. И пожарот во 1860 година, вториот пожар уништува во Битолската чаршија на 2000 објекти, така да од овој период ја имаме денешната чаршија. Се градат веќе од чврст материјал со овие кепенци, железни кепенци за заштита од кражби. Познат период е овој заради безбедност, арамиски банди и така натаму ја плачка чаршијата, познато е плачкање на безистено и така натаму. И последниот пожар кој се случува во 1897 година, уништува уште 200 објекти од Битолската чаршија. Меѓутоа, покрај тие 2000 дуќани кои ги споменавме, ние имаме над 90 занаети, занаечиски фамилии, познати во тој период се фамилии на кондураджиите како еснафи се јавуваат, па се јавуваат звончарите како еснафи, па се јавуваат калајджи, лимари или Битолската чаршија. Позната е со имињата Маспазар, Атпазар, кај Салимос, кај Ленски мост, кај Кантарот и ред други имиња кои ја сочинуваат во суштина и денес во рамките на она што представуваше Битолската чаршија и денес се уште можеме да ја најдеме во истиот тој простор. Многу интересно е кога споменавме Демел чаршија, која се наоѓаше на потезот кај Интифа и делот Пекмез пазар. Тоа е на чаршија и по самото име позната дека тука се бркаше некаков ќеф. Тука доаѓа побогатите, поимотните пресе турци, кои седејќи на дивани, на пушејќи нарџилук, пиејќи сладко кафе и чај, секојаш засладено со локум, ратлук, и бркаја, така да речеме, чешите со минувачите и обично често употребуваја погрдни зборои, ајде види го помина онај Копук или помина овај ваков и таков, значи се бркаше еден чешит, така да речеме еден битолски лезет. Дел од тоа богатство што се однесува до фотографии и разни документи се чуваат во заводот Музеј Галерија, за кој ќе не запознае советникот Владо Темелковски, викан Лавчанот. Во музејот во овие 70 години од своето постојање перманентно се собирале со текот на времето огромен број на материјали, особено филмови, негативи, слики. И имаме на постојано откуп на стари фотографии од граѓаните на Битола и можеме да кажеме дека располагаме со еден огромен број на документи за Битола. Кога зборуваме за тие документи, можеме да ги класифицираме во неколку категории. Можеме да ги класифицираме дека имаме еден огромен број од Битола меѓу двете светски војни и НОП и ослободувањето. Вториот период е некаде од 1945 па до денешни денови. Потоа особено имаме збирки на откупени предмети на наши истакнати битолчани. Како да речеме, од Манаќи имаме документи и филмски материјал и особено имаме и од починатиот Калфа на Манаќи, Зега, околу 60.000 негативи кои перманентно секоја година се обработуваат
во музејот со посебни програми од Министерството за култура, кои ни даваат одредени средства и ние ги обработуваме. Кога зборуваме за Зега, зборуваме за еден период некаде од 1942 година па некаде до 75 година. Огромен број за развојот на Битола во тој период. Колку во нив е застапена Дембел чаршија и воопшто Битолската чаршија? Видете, не само Дембел чаршија. Во фотографиите и документите на Манаќи, на фондо за Стара Битола и на Зега, видите, не само ова чаршија, се застапени сите чарши. Например, Граф пазар, Маст пазар, Овчи пазар, Дрвен пазар и ред други пазари што ги имаше Битола, што беше позната на секаде. Имаме од овие пазари и од овие. Може ли малку да пропатуваме низ овие фотографии во депото каде што се тие сместени? Јас ви имам одбрана на неколку фотографии. Видете, ова фотографија. Ова фотографија некаде 1952 година. Имаме еден како саем во Битола. На тој саем се прикажуваат производи од нашиот крај. Ова е бачилото од село Бач, со кашкавал и сирење. Друга, ова фотографија, стара, оригинална фотографија, е од фамилијата на Михајло Зега. На Буковски манастир, особено Буковски манастир, на еден, како поново се вика пикник, како или викенд денешни. Ова фотографија е од фондот на Стара Битола. Ова зграда се наоѓа на улица Булевар 1 мај, 288 години, Карши и Јобарницата. Еви исто една фотографија од Зега. Потоа имаме нешто, видете, овде од НОП, нешто од Зега што останало од Зега. Овде од евреите, нешто што ги сликал. Една интересна овде една фотографија имаше, интересно, виде, етно од Битолскиот крај, особено Зега сликал од полските села и нешто овде. За најчисто нешто? Имаме за најчисто, тоа е сите се класифицирани, видите, се класифицирани во депото, кај сега ќе го однесам, а овде да ви кажам нешто, овде, ова е тој фонд на Стара Битола, располагаме со еден огромен број на фонд. Како е, интересно е како е добиен овај фонд. Во овие перманентни, например, кога сум мојдан околу 29 години во Битола, имаме постојан конкурс за откуп на фотографија. И во годината ќе дојде некој, или особено битолчани се за својот град многу влюбени, ние го знаеме тоа, претежно не откупваме. Не ги откупват, мислам, не барат надокнада, туку бараат да се преслика сликата, да остане овде, но интересно видите, секој битолчане таа оригинална фотографија си ја чува во... Сакаат да се зачуваат тие спомени. Сакаат, тоа особено проучувани се битолчани по тоа и така е формиран овој фонд на стари битолски фотографии. Овде, кога зборуваме дека имаме за сите овие улици во градот, претежно околу центарот, за конзулскиот период имаме, особено градби, од одредени времења, градби, например, градби на Широк Сокак, реновирање на Широк Сокак, потоа имаме особено градби покрај булеварот 1 мај, покрај Драгора, особено овде мораме да спомним дека Драгора е гордост на Битола, од секогаш воделе сметка граѓаните на Битола. Гледам и во последно време почнуваат овие градоначелниците
да водат сметка за главната градска река Драгор, која некој пат живот значела за самиот град. Ајде ще на песна да пеем. Ајде за нови години. 101 се прави. Ајде, да. Ovaj den uše mnogo godini da go slavimo. Ама сите да сме здрави и живи вака. За 81 ќе дојдеме пак. Браво, ајде. Ајде, Браво, Сем. Тоа беше емисијата за Дембел чашија. Пропатувавме низ неа со сеќавањата на нашите соговорници. Дел спомени за неа оживеавме. Сега кафе ќе се напијам, но не на Дембел чашија. Затоа да ја задржиме таа во нашите сеќавања.
Единствен професионален клуб за аеробик Даниела во центарот на градот. Пилатес и сите врсти аеробик, за почетници и напредни. И најново, джез денс, модерен балет за возрастни и деца. Даниела, можност да биде ваш личен тренер, теоретски предавања и совети за вашето здравје. Аеробикс, исполнете се со живот. Во најновиот центар за здравје убавина Мега Импулс, ексклузивно во градот и единствено во нашата земја со Green Back апаратот по најповолни цени успешно ги решаваме сите ваши проблеми со целулитот, слабење и отстранување на стрии. За да бидете убави, треба да бидете здрави. Нашите стручни лица ќе се погрижат за вашите болки во грбот, спондилоза, ишиалгија и други реуматолошки проблеми и циркулација. Почитувани родители, имајте здрави, прави и среќни деца со нашите совети и програми за корективна гимнастика.